Филип се лекува со масло од канабис. Легализација на марихуана. Како и од кога канабисот ќе се користи за медицински цели? Има ли шанса за епилепсијата, леукемијата, лимфомите со делотворноста на екстрактот од канабис? Македонскиот див коноп и канабисот атрактивни за светските трговци. Потенцијален извоз од 30 милиони евра. Дали е тоа причината за ненадејниот пресврт во владата? Универзитетските професори Никола Лабачевски, Нико Беќаровски, Лилијана Китева и адвокатот Јанаки Митровски со Александар Чомовски вечера во Топ тема. Добра вечер. Ова што го гледате зад мене е канабис. Дилема која се отвара во последниве 3 до 4 месеци во Македонија на легална дебатна арена е дали е возможно канабисот да се легализира. И да се легализира и да не се легализира, неговата употреба на дивиот пазар достигнува вртоглави цени. Не случајно Лазарет во Албанија беше предмет на масовна акција на албанската полиција и кога ја прочитав податокот дека врти годишно 4 милиарди евра, прво не поверував, до моментот дека не е прочитав дека на европскиот пазар прометот само со марихуаната достигнува вртоглави 180 милиарди евра. Колку е тоа споредено со македонскиот бруто општествен производ од 8 до 10 милиарди, можете да е сапите. Бидејќи темата е отворено, поставена е на маса, сосема симптоматично, откако се говореше повеќе од 14 месеци, одеднаш откако се појави на една дебата со стручњаците, министерот за здравство Никола Тодоров, добива информации дека во Министерството е задолжена екипа која би ги подготвила законските основи или тезите за можна легализација и под услови што би можело канабисот да го внесе во фармаколошката индустрија. Мои вечерашни гости се, како што веќе видовте, универзитетските професори Лабачевски, Беќаровски, Игњатова, Китева и Јанаки Митровски. Ке го чуете и Филип, веројатно градското момче кое нема некој што не го знае ни Скопје, но мислам дека би било добро да го заштитиме од општата популаризација поради фактот што самиот тврди дека повеќе од 13 години се лекува врз основа на база на користење на екстрактите од канабис. Моите соговорници веднаш ги прашувам дали е мистерија или научно докажано дека канабисот има лековити својства. Професор Лабачевски од вас. Добро вечер за вашите гледачи. Јас оно што ќе озборувам е врз основа на медицина заснована на докази. Значи, утврдено е дека екстрактот од канабис има лековити својства и има веќе одобрени индикации, односно одобрени се лекови кои што се користат со одредени индикациони подрачја. Тоа е лекот Сативекс кој што е последен одобрен и се користи за умерени и силни грчеви на мускулатурата кај пациенти кај кои што не е постигнат ефект со другата терапија. Тоа е една од одобрените индикации. Уште од порано, има едно 30 години, значи крајот на 80-тите години, има два лека кои што се исто така одобрени, а се на база на активните состојки што ги има во канабисот, пред се делта 9 тетрахидроканабинолот, и тие се користени за терапија на гадење и повраќање кај пациенти кои што се на хемотерапија при малигни заболувања. И утврдено е дека помага. Значи, овие се одобрени индикации на овие лекови. Исто така, во последните години направени се испитувања и употребата на активните состојки од канабисот е одобрена кај деца кои што имаат тешки епилептични напади. Тоа се она што представуваат одобрени индикации на екстрактите од канабис. Но и по такви услови во Македонија тоа
е недозволено. Во моментот е недозволено, постои законска регулатива, Македонија е потписничка на меѓународни конвенции кои што не дозволуваат дури внесни на лекови што се на база на марихуана. Бидејќи се наоѓа марихуаната, канабисот се наоѓа на листата 1 од супстанциите кои што имаат психоактивно дејство. Значи тука со законски измени, исто како што направија и други држави што се потписнички на таа конвенција, може да се овозможи да канабисот и екстрактите од канабис бидат достапни на македонските пациенти. Бекаровски, дали можеме да довршим само? може. Има исто така докажано е дека подобрува кај силно ослабнати организми кахектични пациенти, како со малигни заболувања, така и со СИДА. Сето останато што му се припишува дека може да се употреби канабисот или активните состојки од канабис, а тоа е уште доста голем дел на заболувања кои што веројатно ќе ги спомнеме на тамошната дискусија, постојат одредени клинички студии кои што се прецена мал број пациенти и не се доволни за да се одобри индикација за лекување на овие состојби. Добро, дали е време овој конзервативен доктринарен период да го менуваме, со оглед на фактот дека дури во светската реакција има различни пристапи. Например, во подготовка на емисијата проверив реакција од САД, бидејќи тие се тежиштето на фармаколошките новитети и на индустријата. Првата реакција беше да, точно е дека лекува. Потоа доаѓа информација дека врз основа на 79 клинички тестови во кои учествувале 6.500 луѓе, заклучено дека канабисот може да влијае на облажување на симптоми на некои од заболувањата за кои зборувала Бачевски, но и на нарушување под името Турет синдром, но не повеќе од ова. Дали може да се прошири тој, дали воопшто има амбиент канабисот наместо на илегалниот пазар да добие некаква легална форма? Јас ке тргнам од малку поназад. Значи, канабисот, познати се податоци дека се користи во светов повеќе од 5000 години во медицински цели. Уште кинеските цареви го одобриле за употреба на дел од овие симптоми и состојби кои што ги кажуваме. Значи, од овие 5000 изминати години, канабисот е ставен на црна листа дури од 40-тите години на минатиот век. Сите останати 4960 години бил во употреба. За неговото значење ќе кажам само еден податок. Викторија, англиската кралица, пременструалниот синдром го лечела со масло од канабис. Дури во Вашингтон, Џорџ Вашингтон, во самиот свој двор садел канабис и правел чај, со кој што се ги лекувал своите реуматски тегоби. Значи, историјата на користење е далеку подолго од историјата на некористење. Што се однесува, ние докторите генерално сме конзервативни како фела, така што малку тешко ги примаме работиве со оглед дека и Хипократовата заклетва е прво и основно да не наштетиме, примум нил ноцере. Меѓутоа, се повеќе и повеќе излегуваат факти, кои што во тек на времево беа прикриени и кои што сега не укажуваат дека, јас нема одма на почеток ќе кажам дека индикационото подрачје од 100 болести е навистина премногу опширно, меѓутоа дека се потребни уште неколку поопширни студии да се направат за ова индикационо подрачје да се прошири, секако дека ќе се прошири. Тоа што е основно во моментов да се започне процесов. Ако 24 држави во Соединетите Американски држави го легализирале, ако 14 држави во Европска Унија го легализирале и тој број секој ден расте, значи времето е дојдено да размислиме и ние. Вас двајцата професори ве прашувам дали овој тип на легализација произлегува од некоја доктринарен пристап на Светската здравствена организација и дали сме обврзани да ја информираме Светската здравствена организација за фармаколошко или испитување и примена на канабисот во здравствени цели? Околу, јас не би зборувал околу тоа зашто сме должни, кај што се работи за растенија кои што имаат во себе компоненти што имаат психоактивно дејство. Мислам сепак е тоа работа на други профили, не сум многу компетентен да зборувам за тоа во поглед на информациите што мора да ги дадеме. Сигурно меѓутоа за делот на испитување евентуално во колку се вршат,
за тоа сум компетентен и можам да кажам дека не мораме да информираме никого. Меѓутоа, треба да знаеме што испитуваме. Јас во моментов во Македонија не гледам производ кој што од некоја фармацевтска индустрија го подготвила и го довела до фаза на клинички испитувања, па ние да ги правиме тие клинички испитувања. Бичаевски? Имаме ли обврски кон светската организација или можеме самостојно да настапуваме на тоа? Ние може во делот на испитувања да одиме и самостојно. Меѓутоа, тоа треба да биде врз база на веќе некои работи кои што се познати. Значи, Израел испитувањава ги прави преку 40 на години. Кај ни веќе има и болници во кои што се применува. Регуларно одат пациентите, инхалираат масло од канабис во терапевски сврки. Истата работа ја има во Каталонија. Во Каталонија 6 најголеми болници кои што постојат, таму се иде регуларно, одат пациентиве и они примаат масло од канабис или пак инхалираат пареи од канабис. Добро, пред да ги чуеме уште Лиљана Игњатова, Китева, психијатар и Јанаки Митровски, кој има магистрирано на тезата на легализација на марихуана и кривични дела од нив, го вклучувам Филип. Филип, добро вечер за тебе. Добро вечер. Го чу првиот налет на реакциите на нашите професори. Јас ќе бидам слободен, со оглед на фактот дека неколку дена и неколку пати се сретнавме, да кажем дека на еден совиден начин ти се само лекуваш со екстракт од канабис. Од каква болест, ако сакаш да кажеш, и со какви ефекти? Абе вака, прво во најавата малце сгрешивте, не се лекувам 13 години. Работата што имам Ходжкинсов лимфом, тој се враќа, значи цел живот сум ремисија. И нормално дека сакам тоа да го користам, не можам да чекам да ми се врати пак, па да почнам со хемотерапија од почеток. Више докажано ми помогнало. Докажано на мене, сега колку е тоа валидно. Нели увек медицинава бара вакви докази, такви докази, не знам какви студии, ама конкретно е на последнава дебата, директорот на онкологија праша зашо јавноста што беше таму е толку негативно настроена кон професорите што дебатира. Најверојатно зашо овој пут многу повеќе знаат пациентите и јавноста него експертите, така наречени, на оваа тема. Добро, пред воопшто да даваме оценка за дебатите, само кажи ми на која возраст се заболе и колку време си под ова своја самотерапија? Вака, се не знам колку може да кажам, а прв пут имам диагноза на 15 години. И тоа што хемотерапија со зрачење, после вториот пут на 31-2. Само тоаш немам потврда од доктор, значи со црно на бело, имав жлезди отечени, почнав со масло, тоа пошто ми беше страф од игли, пошто после првиот пат реков игла, више не влага у мене. Дали сега се чувствуваш здравствено фит или кондиционо подготвен? У кој смисол? Значи се чувствувам вака е како сега више корисник на канабис, без разлика у каква форма, дали масло, дали рекреативно. Конкретно можам да ги предизвикам сите што викаат, например, дека нели ти намалува когнитивни способности, намалува интелигенција, сите тоа што го тврдат ги предизвикувам на тест за интелигенција. Користам долго време. Секој тоа што го тврди, го повикувам да заедно да решаваме. Добро, Филип, тоа ќе правиме текст за менс критериумите. Уште само за твојата здравствена состојба и за начинот. Како ти стигна до информацијата и до технологијата да добиеш од канабис масло со кое го користиш? И колкава е цената на тоа? Вака сега, цената е без пари, ако сам си го направиш. И многу луѓе го прават без пари. А на илегален пазар? Молам? На илегален пазар? На илегален пазар зависи од дилерот што ќе ти го продае. Значи нема конкретно цена. Зависи буквално, сега има некоја цена, испаѓа сега ја како зборам колку на илегален пазар, кој ја дека раководам со некаков илегален пазар, ама реално сегде е прескапо зашто буквално е без пари, можеш да го направиш за многу брзо и кратко време. И мислам све ова што до сега се збори, што дискутирате како треба да се легализира, која е формата и така натака, сегде и во Европа и во Америка
Сега, дали фармацевтски компании да не навлагаме теории на заговори, така натака се уплашени од само една работа. Значи не треба никакви стандардизации на маслото или стандардизација на никаков лек. Сите се уплашени од само една работа што е многу лесно да го направиш сам дома. И може кој сака од што сака да се излечи, нели без да биде зависен од некои фондови и така натака да чека пари од не знам каде. Тоа е најголемиот страф на сите. Добро, Филип, ти благодарам за оваа почетна фаза. Доктори, можеме ли дома сами да правиме лекови? Конкретно ова што кажува веројатно е вистина. Добро. Пошто и други екстракти си ги подготвуваме дома од различни билки. Бабини деветини. Не сум подготвувал од марихуана, али веројатно е вистина. Ова дека може. Сега што содржи тоа внатре во крајна линија сигурно содржи од активните состојки што ги има, од главната ТХЦ и другите канабиноиди ги има внатре. Добро, без оглед на тоа што не знаете, значи, може да го анамнезата на болеста. Дали верувате во чудотворноста на канабис во однос на неговиот случај на... Не е важно дали јас верувам. Јас и на трибината таа што беше претходно организирана кажав, јас сум за легализација на марихуаната во медицински цели. Меѓутоа, ако зборуваме медицински цели, тоа подразбира, јас како доктор не можам да излезам надвор од она што представува медицина заснована на докази. Која и самиот би бил пациент, може да би се однесувал како него. Тоаш би излегол надвор од тоа што представува медицина заснована на докази. И би го применувал можда и при состојби. Добро, ама јавна тајна е дека значаен дел од лекарите кои што се најдат со тоа го употребуваат. Точно е тоа. И значаен дел од една политичко бизнес елита го користи тоа. Од тие причини сметам дека треба да се легализира пред се за да не се доведат. Јас би се надоврзал на кратко. Првен околу стручниот аспект. Да. Значи, и самиот човечки организам има еден систем кој што се вика ендоканабиноиден систем и ние самите продуцираме материја која што е хемиски многу блиска до канабисот. Тоа се ендоканабиноиди. Тие делуваат воглавно на две места. Едни се во мозокот, каде што има во одредени области бројни рецептори и второто место, тоа се C1 рецептори и второто место се C2 рецептори кои што делуваат точно на имунолошките клетки. Значи, во смисол на тоа дека има место каде што би можело да делува, да, има. Тоа е имунолошкиот систем каде што се наоѓаат тие C2 рецептори. Околу тоа ефектот, први не би се согласил дека секој тип со оглед дека канабисот е растение што содржи 60 канабиноиди во себе. Значи, има од тие канабиноиди веќе се докажани кој од канабиноидите каде повеќе би делувал. Затоа и би требало да биде некоја законска регулатива во која што ќе се направат соодветни врсти и подврсти на канабис, кои што понатаму би имале уште поспецифично индикационо подрачје. Добро. Овака се работи, само да надополнам, значи, ние имаме така наречена стрит марихуана која што содржи некаде од 4-5% од оваа активна супстанца, па дури до 26, значи се работи за голем диапазон на различни типови. Така што би требало малку да се направи селекција. Не може секој тип да делува секаде. Ако бидам слободен интерпретација, со 4% сме релаксирани, со 20% сме дрогирани. Не? Добро. Што значи зависност? Игнато? Зависност значи хронична болест. Таа може да биде физичка и психичка. Кога зборуваме за канабис, зборуваме само за психичка зависност и тоа значи неодолива желба да се земе некоја супстанција. Значи не може да се одолее. Често лекарите знаат, адиктолозите да кажат на пациентите, ама ти мораш да престанеш, а по дефиниција е неодолива желба, значи тешко е да се престане. Дали Филип е зависник? Значи, околу канабисот и други субстанции, и легални, и илегални, кои предизвикуваат психичка зависност, како што е тутунот, алкохолот и кокаинот, како и легален, канабисот има најмала адиктивност. Што значи тоа? Ако сум опијанец со 2 полесно се развива, по голем потенцијал да развие зависност има никотинот, алкохолот и кокаинот од канабис. Филип Галерија, сакаш да прашаш повели? Не, сакав или да реплицираш? Сакав да се убацам, заборив како беше претходниот соговорник, како се викаше, кога зборивте за стандардизација и дека мора, вака сега не знам колку сте упатени, во свет више постои таа стандардизација и не се прави
така кој што викате вие дека мора лекот на крај, него точно се знае која сорта на канабис Апсолутно е така. делува на која болест, зашто исто така е многу тешко, до сега бар не успеале научно да манипулираат кој сооднос на канабиноиди да има. Значи ако вкрстиш две сорти на канабис, иде на три начина, или исто како мајката, или исто како таткото, или 50-50. Многу тешко се... Филип, само уште едно прашање директно. Така да више се знае, сакам само тоа да кажам која сорта за која болест. Ако прекинеш со само терапијата со канабис, Добро? ти се влошува состојбата? На мене не е момент, зашто реално јас сум во ремисија, ама на пример зависи од болеста. Некој што има мултипла склероза, он треба цело време да користи. И да И уште едно индиректно прашање што можеш и не можеш да ми одговориш. Дали ти се случило, бидејќи веќе си реков, условно кажам, нема да ме сватиш погрешно, градски мангот, да речем, веќе си познат. Дали ти се случило да ти тропнат, да ти зазвонат луѓе што се во неволја да кажат дај од твојот екстракт? Цело време. 10 души, 100 души, 1000 души? Многу. 100 души на ден просек. Благодарам. Јанаки, магистриравте на темата на допустливоста, да речем условно, на марихуаната, односно на забраната. Што е сега перцепцијата? Ако се доведеме во ситуација на можност од легализација на канабис, кои би требало да бидат нормите, тоа да не биде нарушување на системот на заштита на луѓето, тоа да не стане една општа атмосфера на еуфорија. Благодарам на поканата. Најпрво ќе дозволите да ве исправам, значи не е насловот на магистарската теза легализација на марихуана, туку е легализација како метод на сузбивање на трговија со наркотици генерално. Факт е дека во последниве години постои еден светски тренд на употреба на марихуана во медицински цели и тоа се прави сосема легално, бидејќи видете било кој наркотик да се употребува, да се произведува, продава е илегално, ниту постои законска можност да беве ние како Република Македонија го направиме тоа легално, бидејќи сме потписнички на сите три меѓународни конвенции за наркотици кои изрично го забрануваат тоа. Меѓутоа, постои резерва, постои исклучок во самите конвенции, вели заперка, освен за медицински или научни цели. Така да со многу малку законски измени може да се дозволи употреба на канабис во медицински цели. Значи треба да се прави јасна дистинкција што е употреба на наркотици во медицински цели, а што е употреба на наркотици за рекреативна употреба. Сега, тука медицината не признава рекреативна. Ако почнеме со рекреативни, ќе почнеме со овие стерео, како се викаат овие што ги користат дрогите, атлетичарите и да не влегуваме таму. Околу конвенциите, ако можеме нешто да кажам, значи точно ние сме потписници на Обединети нации конвенциите што се од Канцеларијата за дрога и криминал, како што се Хрватска и Словенија, но они ја легализираа во медицински цели. А во 2016 април UNODC, односно Обединети нации за дрога и криминал Канцеларијата, се припрема за големо генерално собрание баш на овој проблем и во однос на тоа сите светски организации се припремаат околу тоа. Конвенциите уште од 61 па навака предвидуваат дека децата мора да се заштитени од употреба на дрога, дека дрога не смее ни да се поседува, ни да се употребува, ни да се продава, ни ништо, меѓутоа очигледно дека тоа е стратегија која не работи. Стратегија која не работи треба да се промени. Значи, кој беше одлично ако децата, по нашиот закон, дете е секој што е под 18 години, ако децата под 18 години не употребуваат дрога, но тоа не е реалноста. Реалноста дека тие употребуваат и ние затоа што употребуваат без разлика што е конвенцијата таква, ние мора да сториме нешто за. Што се тешки, што се лесни дроги? Со кои се соочувате вие како последици? Поделба таква на тешки и лесни дроги кај нас нема. Има во некои земји поделба на тешки и лесни, каде што канабисот е ставен во лесни, а хероинот, кокаинот, амфетамините во
тешки дроги, меѓутоа Холандија има многу одамна политика со која си ги заштити своите деца, па го оддели пазарот, илегалниот пазар за марихуана, за канабис и за хероин, опијати, кокаин и така натака. Така да на нашиот илегален пазар на едно место се продава све. Па јас велам, некој ќе стигне по марихуана таму, а ќе заврши на хероин или кокаин, што е многу опасно. Дали користењето марихуана е зависност? Дали тоа што користи е зависник? Секој што користи марихуана не станува зависник. Еден од 10 лица кои употребиле канабис, значи станува зависен од канабис, но истото важи и за другите тешки, така наречени дали има дроги. психосоматски промени кај луѓето кои користат канабис? Дали има психијатриски промени де факто? Вака, имаше многу И истражувања. дали е тоа резултат на користењето на канабисот или на стравот од болеста и од Има нејзината? многу истражувања кои зборува за тоа дека ако се почне рано и ако има генетска предодреденост, значи ако си носител на одредени гени, ако почнеш во млада возраст, кога мозокот е во развој, дека има големи шанси да добиеш психотично расстройство и кај тие деца треба апсолутна абстиненција. Значи, Филип беше дете не предизвикува да се мериме со Тоа интелигенцијата. сакам да кажам дека и оние кои се носители на одредени гени, каде што постои генетска детерминираност, млада возраст и употреба на канабис, присуството на трите фактори, ако ги има, може да дојде до развој на психоза. Но нешто исто така што е значајно, значи во последно време со дозвола затоа што ние збориме за легализација на канабис во медицински сврхи, ама мора да има и легализација на канабис за истражувања. Не може да се прави истражување ако ти немаш, ако законски е тоа недозволено како ќе употребуваш. Спомна професорот од фармакологија дека ни една фармацевтска компанија не дошол до тој степен да може да даде производ кој ќе се испитува, ама они законски не може тоа да го направат, ќе одговараат пред законот ако дадат таква субстанција. Ќе ми дозволите она што го начина докторката околу конвенциите. Например, Македонија е една од ретките земји во светот која е потписник на овие конвенции, а која не ги исполнува до крај своите меѓународно правно преземени обврски. Например, конвенцијата од 88 против нелегална трговија со дрога и психотропни супстанции експлицитно налага да се направи градација на наркотиците во зависност од тоа од нивната опасност за создавање адикција и штетност по здравјето. Кај нас, нашиот закон не прави разлика, казнениот законник не прави разлика помеѓу разни врсти дроги и исто се казнува продажба на марихуана, исто се казнува продажба на хероин, а е експлицитна обврска која сме ја превземала, гледате од тогаш поминале колку 27 години, а тоа не е коригирано. Па имавме два контроверзни случаи на познати личности. Едно стана политички случај со фармерот Душко Илиевски, млекарот, каде што на поле му најдоа див коноп, а другиот со познатиот актер Килинг, кој му најдоа подготовка на канабис на разни заради неговата, условно да го цитирам, него заради лекување. Меѓутоа, начинот на кој репресивно и кон едниот и кон другиот државата се однеси и правосудните органи зборува за тоа дека немаме се уште подготвеност да ја примеме и перцепцијата и да се адаптираме на околностите. Па не се тоа прво два исти случаеви, затоа што кај првиот случај што го спомнав со Душко, популарно наречен фармерот, млекарот, како год, воопшто не се работеше за илегална супстанца од причина што по меѓународниве конвенции за илегална марихуана се смета секоја она која во себе има минимум 3% ТХЦ, а дивиот коноп или нема ич или има под 3% ТХЦ, значи многу лесно, затоа и падна таму обвинението, многу лесно со вештачење се утврдува дека нема доволен процент ТХЦ и не е илегална. Тоа не беше случај со Кили, каде што имаше сосема друга ситуација и така да не можам да ги споредам дека се тие два случаи исти. Сега да, факт е дека првиот случај доби
политичка нота, така да речем. Добро. Јас мислам дека треба да додадеме во однос на тоа што содржи канабисот, дека содржи супстанции кои се опасни за психотични расстройства, за анксиозност, па и за когнитивни нарушувања, но во истото растение има супстанца која е протективна. И тоа е од најновите истражувања во последните години. Ние многу години наназад употребувавме истражувања во кои не знаевме децата што точно пушеле. Знаевме дека пушеле канабис, али дали тој има канабис 16% од едното, 10% од другото или има висок процент на ТХЦ, немавме појма, само заклучувавме дека кај некој се случува психоза, кај некој не. Денес веќе знаеме дека во составот на ова растение има супстанца која делува антипсихотично и има супстанца која делува психотично. Која е за нас употреблива? Значи, која е употреблива? Во лекарите, кога препишуваат лек за лекување, они, барем во Словенија, препишуваат колку посто од која субстанца да има. Ги има во течна форма, значи како улје, субстанцата со CBD и со ТХЦ. И они кажуваат која пропорција, толку посто од ова, толку посто од тоа за одредена болест. Кој е поопасен возач? Тој што е под дејство на, ајде да речем условно, лесна марихуана или оно што има 1,5% двајцата се опасни. Значи двајцата се опасни. Како професорот Лебашевски рече, не да Боже да се разминат. Не, секој што е под дејство на психоактивна супстанца е опасен возач, но факт е дека и во сите земји каде што нема легализација на марихуана, возачите возат под дејство на алкохол и канабис и се случуваат сообраќајни несреќи. Една од причините зашто легализација во Америка ја направи од 21 година нагоре, а јас баш колегите од таму ги прашувам зашто 21, на колку години вашите деца почињаат да употребуваат марихуана, нашите на 15, до 21 ние ќе им го наполниме криминалното досие, на 21 ќе ги декриминализираме, нема резон. А они велат тоа го направивме заради алкохолот. Алкохолот беше дозволен за возраст над 18, меѓутоа заради сообраќајните несреќи го качивме на 21, за да не губиме време и полемизираме околу возраста за канабис, зашто би била пониска, ние тргнавме со 21 година. Адвокате се соочили ли со одбрана на зависници во кој например некој користел за здравствени потреби, без оглед дали бил дел од ланец некој, а некој бил дилер, класичен. И дека во одмерувањето на казната рековте дека речиси исти арчени се применуваат. Сум имал такви предмети, сега во последно време бидејќи е тренд малку кај странкиве тенденција да сите се лекуваат, на сите ми од медицински цели и све. Меѓутоа повторно ви велам, тука има правна пречка, односно не можеме самиот закон, затоа и судот не смее да прави дистинкција. Без разлика дали иако се работи за различни врсти на марихуана. Дали има либерализација на казнената политика со оглед на оваа тенденција? Не, 3 до 10. Законот налага по член 215 за производство, продажба, држење со интенција 3 до 10 години. Добро, сум прочитал и сум извадил. Британец се излекол од рак на дебело црево со масло од канабис. Британецот Дейвид Хибит тврди дека масло од канабис го лечи, со тоа се лечи заболеното од рак дебело црево. Иако лекарите му определиле само 18 месеци живот, тој ден денеска е жив и здрав. Пред да почнам со лекарите, Филип повели. Не, сакав да вратам исто на докторката. Конкретно има многу работи што еве вака ќе се кажат на некоја дебата и се оставаат така, а не се вистина. Таму кај што е легализиран за рекреативна употреба канабисот се намалени сообраќајки. Зашто има една друга работа, никад никој не кажува, например, зашто има сообраќајки од алкохол. Тоа не е зашто се само, нели, реакцијата ни е послаба, него исто така е зашто нели те тера да бидеш фраер или така нешто, значи малце дава лажно его алкохолот. Со канабисот тоа не се случува. Значи тие што користат канабис возат 50 на сат. И да има кола од 200 конја ќе вози 50 на сат. Значи нема да проба нешто да направи што не го направил. Прилично интересна теза. Па не е интересна теза зашто е подкрепена со факти. Значи може слободно да ги видите статистиките кај што е више дозволена за рекреативна употреба, значи некој има што ги следите. Ај тоа да го ставиме во математичката пресметка за степенот на интелигенцијата, малку подосна. Да ги прашам сега професорите, доколку дојдеме во ситуација
да се отворат законски можности за легализација на канабисот во медицински услови. Каква би била постапката? Кој тоа треба да го прави? Фармацевска индустрија, приватна компанија, услови под кои тоа треба да се прави, лабораториите кои тоа треба да го прават. Јас знам дека испитување на еден лек знае да трае година дена додека не биде пуштен во употреба. Лабачевски? Конкретно во колку се легализира во медицински цели. Значи тоа прво возможува она што се готови производи во светов да може да бидат регистрирани и кај нас. Второ, има во Македонија се уште не знам да некоја од фармацевските индустрии да направила стандардизиран екстракт со познат сооднос на активни состојки. Значи во Македонија немам информација, може да и имаат, може да ја држат во тајност од македонските фармацевски компании. Не смет. Не е точно. И сега законот дозволува во научно-истражувачки цели и сега дозволува законот. Сега во научно-истражувачки цели дозволува. Конвенцијата дозволува. Не законот наш. Законот наш е имам дел од законот кој што кажува дека во научно-истражувачки цели може да се употребуваат и супстанции што се од листа 1. Значи може да се употребуваат. Значи ова е строго контролирано во рамките на една компанија. Значи не знам тоа. Меѓутоа во светот знам сигурно дека постојат она што кажа и господинот Филип, дека постојат стандардизирани екстракти кои што имаат одреден сооднос на активните состојки, односно пред се ТХЦ и канабидиол. Чекајте, само шеднаш. Кој ги прави тие? Аптеките на запад кои што имаат лаборатории, регуларни фармацевски контрола на државата, знам дека постојат во Холандија и во Велика Британија такви компании кои што произведуваат екстракти од канабис кој што содржи има во однос на активните состојки со строго контролиран состав. И сега, се извинувам, само од тие екстракти може овде конкретно кај нас, во колку се купуваат такви екстракти, да се понатаму прават одредени разредувања, односно да се овозможува за одредени пациенти да се подготвуваат соодветни дози. И тоа е она што е легализирано, да речеме, во Хрватска. Добро. Филип, само уште една мала информација од тебе, голема ствари. Со оглед на тоа дека ти се јавуваат, предполагам дека си услужен. Дали добиваш повратна информација тамо каде што си им дал екстракт, дека луѓето кои Не сум им дал повеќето, кај што знам луѓе устранство ги праќам, што знам. Добро, еве, извини, те наведувам на кривично дело или на дело тоа, имате право, извини. Се извинувам. Дали имаш информации дека луѓе како тебе, што користат екстракт од канабис, ја држат болеста под контрола, не даваат раст или Значи има луѓе што се излечиле скроз, зборам за луѓе болни од рак. Се излечили, има луѓе што се излечиле скроз, има луѓе што го држат под контрола, кај некој не работи кој што треба да работи, ама сепак има, значи нема никој без подобрување. Ама повеќето се лечат скроз, значи не е тоа више, не знам до кога ќе треба да се чека некој доказ, пошто има више луѓе у Скопје што е јавна тајна што се излечени, мислам луѓе што ги знаат, што се. Дали ова точно или ова е некоја фикција? Само може уште нешто, зашто никако тоа најбитната работа, ние у цела оваа работа случајно откривме див коноп у Македонија што расте. Оставете го за тоа во вториот дел од емисијата. Дали е ова возможно? Така, ние во секојдневната пракса се среќаваме многу често со луѓе кои што во терминалниот стадиум користат. Факт е дека има некоја релаксација во смисол на намалување на тегобите. Јас лично во мојата клиничка пракса прошле доста такви, излечен не сум видел. Сум видел каде што е сопрен процесот, сум видел каде што се ублажени тегобите, меѓутоа да се каже дека излечен е малку смела констатација. Меѓутоа факт е друг, дека има кај кој што помага. Значи ублажува симптоматологија што е многу битна. На крајот на криштата има нешто во медицината што се вика и плацебо ефект. Некогаш и кога нема органски ефект, доволно е да има психолошки ефект, кој што е сепак ефект. Митровски, кои би биле корекциите во кривично-правната заштита или во кривичното право кои би требало да бидат направени за да имаме еден пофлексибилен однос кон оние кои би абсорбирале канабис екстракт за здравствени потреби? Може, например,
да го легализираме. Може да се направат екстракти, ама Не може да се легализира. Не. Не може да се легализира. Значи секаде каде што се користи за рекреативна употреба е декриминализиран, а во резервата легализиран, да, меѓутоа во медицински цели тоа е како резерва, нели, со запрека. Тоа што е дозволено во научно-истражувачки цели. Кај нас нашиот крижен законник во однос на наркотиците доста оскуден, го третира со само 2 члена, 215 продажба и 216 овозможување. Продажба и ред други. Корекциите биле минимални, може, например, бидејќи се треба да се каже на гледачите дека се работи за две различни врсти на канабис. Во рекреативна употреба се користи сатива, во медицински цели се користи индика. Тука мислам дека со корекција со тргање на канабис индиката, може и не еве докторите се по-стручни веројатно на таа тема, по моите сознанија е така. Со минимални корекции на законски одредби и на тргање на канабис индика од листава на илегални супстанции, може тоа да се опозна. Уште само пред да поминеме и да го чуеме Лумир Хануш, израелец хемичар кој повеќе од 40 години се занимава со анализа на вредностите на канабисот за здравствени цели. Лабачевски го спомнавте пристапот на деликатноста на истражувањето и на деликатноста на целата процедура. Кој би можел и кои би биле принципите на било која установа, од фармаколошките компании до било кои други лаборатории, кои би требале да бидат, например, лиценцирани за производство на канабис екстракт? Видете како може овде да направиме, мислам, без да создадеме поголеми проблеми од секој тип. Значи, прво, сите оние производи кај што можеме да ги употребиме оние дози кои што се наоѓаат во готовите лекови. Значи, тоа се екстракти кои што не се регистрирани како лекови, меѓутоа може да се набават како такви и да се подготват производи кои што во поединечна доза ќе содржат исто онолку колку што содржат готовите лекови. И како такви дози треба да контролираме само кој е оној што ќе му дадеме право да ги пропишува на пациентите. Понатаму во кои дози ќе се пропишуваат, колку време ќе трае лекувањето и да дозволиме покрај на она што представува одобрено индикационо подрачје. Ја кажав на почетокот на емисијата кои се одобрени индикациони подрачја. Сега тука да го прошириме за се она кај што има докази во клинички студии. Значи, тоа се мали клинички студии од кои што не може да извлечете конкретен заклучок дали помага или не. Меѓутоа, бидејќи интернетот е достапен за сите читаат дека во некоја клиничка студија, например, за 3 до 5% го зголемил преживувањето. И во такви состојби да допуштиме употребата. Али повторно треба да се знае, значи, бидејќи може да се подготват производи кои што ќе бидат практично со оние дози кои што се употребуваат во конкретните клинички испитувања се употребени и покажал некаков резултат. Значи, битна е вербата на пациентот дека тоа му помага. Уште едно само, канабисот не е зависност или е зависност? Канабисот може да развие психичка зависност, не физичка, но неговата јачина на зависност и потентност да створи зависност е помала од тутунот, алкохолот и кокаинот. Иначе може. Тоа е, значи, кај што имаме, кај што точно ние знаеме колку ТХЦ содржи, колку канабидиол има или колку канабиноиди вкупно има, значи кај што знаеме. Оние производи што и кажува Филип, ево и тој ќе признае дека тој појма нема колку има од активните состојки во производот што тој го екстрахира. Знам. Сега не знам ако ги дал во некоја лабораторија кај што се извршени истражувања и му тврдиле, тоа е друга работа. Не знам тоа, не зборувам. Само една. Али во секој случај, значи ние мораме да употребуваме производи кои што имаат одреден состав, значи активните состојки да бидат точно дефинирани, за да можеме да препишеме одредени дози, бидејќи и тие клинички студии што ги има по интернет, и тие клинички студии се правени со примена на канабисот со одредени дози, не се правени со доза сушно одредена. Ма кратко само, значи ние не треба да измислуваме многу зашто голем дел се измислени. Ние треба да примениме тоа што другите измислиле. Конкретно овде го спомнавме неколку пати Сативексот. Сативексот е лек кој што го тестираше Каролинска. Што значи Каролинска хоспитал, на сите ни е познато. Они точно определија сооднос на ТХЦ кој што го има тој лек. Истото тоа треба само да го примениме и кај нас. Израелцеве убаво што го спомнавте прилогов од Израел,
он е врвниот стручњак кој што има највеќе навлезено. Таму веќе има готови екстракти кои што само треба да се применат. Мора да оди, факт е дека мора да оди под државна капа, под државна протекција. Видете, секоја чест на господинот и ја му верувам, ја начално му верувам дека се излечил, го поддржувам апсолутно се. Меѓутоа мора негативно е според мене и негативен ефект кај пошироката популација предизвикува кога тоа се тера на ура, народ, еве имаме докази па колку луѓе се излечиле. Не. Мора да помине период од 2, 3, 5, колку и да е потребно години на наши автономни истражувања, па потоа ние да излекуваме заклучоци. И мислам дека е погрешно да само да превземаме. Секоја поднебие различно се, Што може би би биле грешно. правните основи или обштествените основи на законски решенија за евентуална легализација, за кој предполагам дека во Министерството за здравство некоја работна група веќе работи на некакви основи, да речам, основни. Што ви мислите, што би сугерирале, на што би требало да биде ставен акцентот? Медицински цели. Тоа е основот, тоа е правниот основ. Да вие се повикате на резервата што остава последната подпишана конвенција против трговија со наркотични и други психотропни супстанции, каде што е тоа дозволено во медицински цели. Што сосема легално. Сакала само да кажам дека долго чекање на ситуација, онолку колку што можеби не е потребно, предизвикува многу штета, и штетата веќе не се случува. Многу од луѓето кои имаат разни проблеми употребуваат на своја рака канабис и кај што треба и кај што не треба. Филип кажа дека познава многу што немале проблем, меѓутоа ние као лекари се соочуваме и со оние кои имале проблем, кои дошле и скрвариле од 24 часа, кажале дека пиеле нешто, лекарите не знаеле што да прават, оти не знаеле што има кај него и мислам дека одложување на овој процес може уште повише штета. Штета во смисла дека цената на илегалниот пазар на тоа улје расне и е многу висока. Ја изложуваме популацијата која е во мака на големи трошкови, во исто време и на криминал, затоа што за мака она треба да прави илегално дејство и на крај да купи нешто што Господ знае што содржи и да го пие као такво, а од МВР пред на токсиколошката секција слушнавме дека во нивните заплени на такви улја они пронаѓаат состав кој содржи разни субстанции, катрани, улја од кола, така да мислам дека промоција, дека правите, купувајте и брзо да иде, тоа не е многу паметно, може да направи штета, но тоа секогаш се случува кога државата чека. Значи, она треба да го пресеме тоа. Добро, сега на темата легализација на канабисот за медицински цели и за можноста да се сузбие евентуално на ваков начин дивиот пазар или илегалниот пазар на марихуаната, разговараме со Никола Лабачевски, Никој Бекјаровски, Лилијана Китева и Јанаки Митровски. Мојот вечерашен гостин Филип, благодарејќи на него и на неговата, би рекол, промотивна и да си дозволам луксус, поагресивно присуство на анимација на јавноста. Пред едно месец дена во Скопје представува Лумир Хануш и Пол Хорнби, првиот од Израел, другиот од Канада, познати промотори на идејата за истражување на употребливата вредност на канабисот. Сега ви предлагам да го чуете интервјуто на нашиот Никола Илиевски со Лумир Хануш, израелски хемичар. In over 40 years, you have come across, I'm certain, all kind of different people with different diseases that have used cannabis in treating their illnesses, whether it is palliative care or curative care. What are some of these stories that you can share with us? I met patients which cured fully cancer, which were in bad stage and they are simply clean of cancer. Improved stages? But we must understand that it can cure some patients, it can improve some patients, maybe only palliatively, and that there are patients which will not be treated. If I take as an example Israel, where according to my opinion is the best system concerning medicinal cannabis, there is about 90% patients
which are treated with cannabis, and 10% patients, they are leaving treatment because it doesn't help them, or they don't feel good after treatment with cannabis. You actually mentioned something that I found it very interesting, that in a hypothetical situation in the world, if cannabis was 100% legal and cigarettes were 100% forbidden, the world will be healthier. You actually said this, so this is 100%, and I state on this statement that if cigarettes are prohibited, it will be much more better, because you must understand where is danger of cannabis. Yeah. Danger of cannabis is for children and adolescents. This danger is not higher than with some unpleasant side effects of legal medicine, but we must take it in consideration. So if this will be child or adolescent, every time parents and physicians stay in very hard decision, if it will be more good to the patient than bad. Yes. About the legalization, what's your position for this issue? What do you think is the best way forward in the future? I'm not for legalization. I am for decriminalization. Yes. Because what is going in the United States, that for curiosity you smoke marijuana, one joint, and it goes with you whole life, like that you are drug abuser, drug abuser, dealer, and I don't know how they can call stay you. in jail for a long So years. this is not good. I think that we were also young, and as students after exams, we tried cigarettes, we tried alcohol, and these are terrible drugs which are worse than marijuana. So if somebody uses marijuana for curiosity as a young person, I am not going to punish him. And what is very bad, also punishment of patients, which illegally, it means when it's not legal, for instance, in Macedonia, if somebody use it for medicinal purposes and it's evident, why to punish this person? Rather should be punished dealers and black market, because patient, when doesn't have it legal, believe me, when somebody is sick, is ready overcome law, is ready to give all money for hope that he will be healthy, and such patients buy on black market cannabis, and they don't know anything about quality, about contents compounds, so they can think that it doesn't help me, and it is because they had the incorrect strain. Кој би имал зијан од легализацијата на канабисот? Наркокартелите, МВР, фармацевските картели? Односно, кој би бил удобивка? Или сите треба да бидеме среќни што ИСИЛ зима субстанции за растечката воинствената? Значи, вака, од илегалниот пазар има илегални пари, илегалните пари се користат за илегални активности. Легално кога е нешто, цената многу брзо паѓа, така да приказката дека сите ќе се спогатат нема долго да трае, затоа што со легализација цената на онаа субстанца која била илегална многу брзо ќе падне од $30 на $12 за една година. У Колорадо е падната, значи 3 пати пониска цена канабис. Колорадо направи многу голем промет, да речам, финансиски, голема добивка. После ни Вашингтон ја легализираше. Како направи добивка? Со легализацијата, од таксите, од продажбата во медицински сврхи, од декриминализацијата, дозволено е да повеќе од што, например, наркокартелите прават при илегалната продажба. Не, сигурно, затоа што тоа е една државичка мала, мислам, друго е цела количина што се продава на илегален пазар, друго е една земја. А Вашингтон после тоа направи помала сума на пари, затоа што подоцна го легализираше, што значи дека натака најверојатно со легализацијата сумата ќе паѓа.
Така да фармацевската индустрија ќе има бенефит, ама фармацевската индустрија има бенефити и од други аналгетици, дали ќе се препишува аналгетик што содржи канабис субстанца или некој друг аналгетик, они ќе го продаваат и тоа и ова. Ќе цитирам доктор Владо Пеливанов. Наш државјанин работа во Халифакс во Канада, кој деновиве согласи преку некои од нашите портали околу оваа домашна дебата за легализација на канабисот со неговите искуства. Она што мене ми остана како впечаток е најмногу смртни случаи има од консумирање на тутун, а потоа следуваат другите пороци. 450.000 смртни случаи од тутун, 150.000 смртни случаи од алкохол годишно, 100.000 смртни случаи од лекови годишно, 0 смртни случаи од канабис годишно. Значи, за тутунот е во евиденцијата дека е причина број 1 за смртни случаи. Например, во Словенија, они зимаат од таксите на продаден тутун 500 милиони евра, а трошат за лекување на болестите билиони, не знам, 8, 3 пати повеќе. Што значи, и во таа смисла треба да се мисли дека таксите и добивките, она предходно што ме прашавте дали фармацевската или кој ќе има добивка од тоа, некогаш може она што ќе го добиеш да го истрошиш 3 пати повеќе за лекување. Од канабис смртни случаи не знам ни јас дека имало. Може се проверив податоци во над овај центарот што е при Светска здравствена организација, пријавени се смртни случаи од канабис. Митовски ќе прашам нешто што не, ова е новина дека од канабис. Не, добро, не, сигурно. Пријавени се смртни случаи. Значи постои центар за фармаковигиланца или за следење на несакани дејства на лекови, постои во Светската здравствена организација. Дали ќе ви верувам на зборот? Не, сте свесни дека не ќе ви верувам на зборот. Тоа во базата на центарот се пријавени смртни случаи. Губи, кој добива. Мислам веројатно не треба сите ќе согласиме дека не треба се занемари влијанието на мега фармаколошки корпорации кои е огромни во Светска здравствена организација, чиј профит се мери во трилиони долари, така да мислам дека веројатно единствената причина зашто канабисот во медицински цели се уште не е дозволен. И само кратко, ако ми дозволите, пред да заврши емисијата, значи историјата нас не учи дека прохибицијата не функционира. Мислам, имаме ние пример со Соединените американски држави, кај што имаше 13 години прохибиција на алкохол. Ја имам извадено и екзактни податоци, например, вели во 33-та година има 12.124 убиства и 7.853 напади со огнено оружје, додека во 41 година тој процент е намален на 8.048 убиства и 4.525. Тоа затоа што ги праќаа на фронтовите, немојте да мислите дека е тоа резултат. Не, 41 е пред да одидат на фронт. Поштовани гледачи, Бекјаровски, Лабачевски, Игнатова и Митовски се мои вечерашни гости и Филип, кој со своите искажувања имате можност да ја гледате и кој се лекува повеќе време од лимфом преку екстракт од канабис. Она што неговите соговорници или гости од странство кои тој ги донесе во Скопје пред 2 до 3 месеци, го отвори и прашањето за употребливата вредност на македонскиот коноп. Што значи тоа, Филип? Кој тој коноп? Вака сега, има на многу места, пошто Југославија на времето била еден од најголемите извозници во Европа на индустријски коноп. Значи збориме за кој се користи за вадење на целулоза, нели, за материјали. Сега во Македонија има многу места, таков беше случајот и со млекарот што го спомнавте, кај што расте коноп кој, нели, прилика луѓе знаат дека расте на одредени места во Македонија. И тој до сега се мислеше дека се остатоци од тие стари конопишта, дека тој стариот индустријски коноп, тој има многу мал процент на ТХЦ, значи не можеш да го користиш за ништо, мислам, у смисла рекреативно, не можеш да го користиш. Бекјаровски. Значи, не може да се користи за рекреативни цели, меѓутоа за медицински цели има индикации. Тоа сам да ви кажам, сега кога беа професорите тука, они мислеа дека, ја им раскажав за тој коноп, мислеа дека е индустријски, ама ние го сликавме и испадна дека покрај индустријскиот што расте во Македонија, има автохтона сорта,
која ние за жал уште не сме откриле, например, како држава дека ни расте на наша територија и зашто испратена на многу познат институт во странство, откриено е дека има многу добар сооднос на ТХЦ и ЦБД. Што значи сегде у свет тој коноп е легален, заради тоа што има многу мал процент на ТХЦ и не е психоактивен, а со тој више се направени студии на деца и од 10 деца 9 немаат никакви напади на епилепсија. Толку да ви кажам за дека нема клинички студии на луѓе. Пака само околу нападите. Факт е, тоа се однесува за драйветов синдром. Тоа е една тешка состојба каде што може и до 300 напади во тек на ден да се јават. Факт е дека се намалени, драстично се намалени. Меѓутоа се повторуваат нападиви. Секако дека тоа е огромен успех за некое дете кое што пола ден го поминува во една состојба на грчеви, да се намала драстично. Меѓутоа да не бидеме децидни дека нема напади. Значи има еден период кога се намалуваат, има еден период кога нема, али повторно се јавуваат. Апсолутно дека има корисност, не може да оспориме со оглед дека тука ни еден од конвенционалните лекови нема некој задоволителен успех, меѓутоа да тврдиме дека нема напад, малку е претерано. Ама за тоа има студија, тоа не е тврдење така. Апсолутно успех. Од 1850 до 1933 во стотици лекови легално се користел канабисот во САД. Чекайте, сега малку преска во воведот кажа Бекјаровски истото, да се разбереме. Тогаш можда лекувала постменструален синдром кралицата Викторија со канабис, ама немало лекови. Затоа го употребувала канабис. А запошто има хемиски синтетички лекови, сега не употреба никој за тоа. Чекате, Лабачевски, Американскиот национален канцерен институт, Централна агенција на владата на САД за истражување на ракот, пишува дека студиите спроведени на глувци покажува дека канабисот, односно неговите активни субстанции за кои зборувавме, навистина убиваат клетки на ракот. Сега, кој е симптоматичен? Американска агенција или... Чекайте, тоа прво, испитувањето на глувци се дури тек почетна фаза од испитувањето додека се стигне до нешто што представува лек. Пошто може тие дози што се употребуваат, што убиваат клетки на рак, може да ги убиваат и нормалните клетки. Така да вака да се разбереме една работа. Повторно ќе кажам дека јас лично се залагам за легализација на марихуаната и она што представуваат нејзини активни принципи во медицински цели. Според мене процесот треба да биде строго контролиран под надзор на државата, кај што ќе се знае кој го сега можеме да одиме во фаза на одгледување, ама тоа ќе не одведе малку подалеку, еве да речеме, кој го пропишува, за колкав, во кој дози го пропишува и за кој временски период го пропишува. Тоа не може да биде надвор од контрола на државата и законски регулирано. А имаме ли обврски ова воопшто во да се извинувам само. А можеме да дадеме малци пошироко индикационо подрачје на производите, сегде онаму кај што има некаков си доказ дека им помага на пациентите. Бидејќи во крајна линија, пошто представува тренд како што рече господинот преска, да им дадеме шанса на пациентите, ако веруваат дека нешто ќе им помогне, да им дадеме шанса да го истото употребат. Верувам дека цената ќе падне драстично од она што представува. Мислам дека Филип зборува и другиот гости за можноста Македонија да извезува коноп на одреден начин. Значи има би била некаква индустрија. Меѓутоа не, може и канабис. Меѓутоа дали тоа предпоставува воопшто регистрација во бирото за наркотици на Интерпол? Дали тоа е некаква меѓународен узанс? Да, вака се. Со единствената прва од меѓународните 3 големи конвенции, единствената конвенција за наркотици од 61-а, тогаш имаше тоа што вие го зборите, контрола вршеше Светска здравствена организација, а подоцно со конвенцијата против психотропни супстанции 71 се уклучи и Интерпол. Денеска да одгледувате Афион, тоа мора да го пријавите и исто така мора да биде пријавено и во странство. Тоа е меѓународна обврска дека се пријавува. И да би се направиле такви законски измени, индустријски коноп, што ја знам, исто ќе бидат под истата правна рамка. Добро, поштовани гледачи, пред завршните поенти и пред вториот блок реклами, да го чуеме уште вториот разговор на Никола Илиевски со Пол Хорнби, канадски патолог, поборник за собирање и користење на македонскиот коноп. So, Dr. Hornby, in your experience and
I'm sure there are a lot of people with various type of illnesses, diseases that have come forward to you and shared their stories with you. What are some of these stories that you can share with us? My pet, the illness that I like working, the one that's most rewarding is epilepsy. We just presented a poster at the IACM conference in Italy, which is the International Association of Cannabis as a Medicine, where all of the scientists involved in cannabis medicine from around the world met in Italy last week. We presented some work there that we did with a very brave neurologist from Ljubljana in Slovenia. We had 10 children, all under 14. We were giving them an extract from the hemp plant, and 7 of the 10 no longer have seizures. Their seizures have gone away. That's very profound. Completely gone away. And the other 3, one was reduced 50%, the other 70%, and the 10th one quit the study. And this is based solely on therapy based on cannabis? On hemp. On hemp. We've tested your wild hemp that grows here in Macedonia, and we find that it's the same CBD ratio as the hemp that we were giving to these children. So your wild hemp plants have the power to reduce epileptic seizures considerably. Why aren't you harvesting them and utilizing them? This is my frustration with the world, is that cannabis is the most useful plant on the world, not only for medicine, but everything in this room that's not made out of metal or glass could be made from hemp. Why aren't we utilizing it? Well, because it's also regarded as a psychoactive drug. And but there's no psychoactivity in your hemp. In Macedonian hemp? No, you won't get high from it. Mm-hmm. There's too much. Okay, with the ratio of CBD to THC that exists in your wild hemp plant, in your industrial hemp plant, the CBD buffers out the effect of THC. So you'll never get high from smoking hemp. Yes. It won't work. That's why kids don't steal it. As you mentioned, in the focus of your lecture tomorrow here will be on the importance of CBD and because so far we have heard a lot about THC in regard of being psychoactive and everything, but CBD is maybe still in a phase of additional research, as you mentioned. So, in related with Macedonian hemp, which, as you said, has a good amount of good ratio between the two components, what do you think should be done to utilize this? You should harvest it right now. It's ready. I mean, now is the time of year when you harvest it. And I am here because I talk about full utility of the plant. Let's use it. Why is it restricted? Why is it regulated when it's so useful? I would suggest that it probably won't happen this year, but you could harvest the wild hemp plant, separate the trichomes from it. Those are the glands that produce the medicine. Then you're left with a tray of powder that you heat up to decarboxylate, put into a capsule, and give to a child with epilepsy. The reason we're not using hemp is because of regulatory law. The only regulation that should be around hemp, in my opinion, is whether it's safe for human consumption. It's been safe for thousands of years. No one has ever died from an overdose of cannabis. There's no recorded deaths from using cannabis. Start with a wild hemp plant for epilepsy, or for dogs with epilepsy, or for inflammatory pain. It's very effective for inflammation. And antibacterial properties as well. It has so many uses. That's why it's been illegal for so long. Why do you think it's been illegal for so long? Well, the pharmaceutical industry doesn't want it because it will compete with their anti-inflammatory, anti-seizure, pain market. The time in history is now. You should start utilizing it this year because Croatia, Slovenia, all the republics in the former Yugoslavia have the same mind, and they're beginning to change their laws.
саксијата на балкон. Се научите веќе да се запали светло. Медицинска марихуана одобрува 70% од испитаниците во Македонија преку истражување на М-проспект. Но 63% од македонските граѓани се против општата легализација на марихуаната. Како и под кои услови? Лабачевски. Значи, јас кажав, мислам, при претходното излагање одговорив на ова прашање, за него одземам времето. Значи, легализација за употреба на марихуана или нејзини активни состојки во строго медицински цели, процесот да биде контролиран од страна на државата, строго да биде пропишано кој може да пропишува, колку време треба да се пропишува за таа медицинска цел и во кој дози да се пропишува. Кој ќе пропишува тоа? Докторите? Не, претпоставам докторите. Мислам, докторите треба да потврдат индикацијата. Кој би ја потврдил иначе индикацијата, освен докторот? Може докторите да бидат нова алка во... Не, само уште една работа би сакал да додадам. Она што го зборувавме, се беше базирана медицина заснована на докази. Ние не можеме како универзитетски работници, као доктори да се движиме надвор од тие рамки. А јас ќе бидам најсреќен ако марихуаната и нејзините производи ги покажат ефектите што господинот Филип ги зборуваше овдека и да имаат изворени резултати кај сите заболувања што тој ги спомна. Бекаровски. Јас само би се надополнал, во потполно се согласувам со овој дел, тоа што може да го направиме одма. Први, сативексот и маринолот, кои што се препарати кои што се регистрирани и се користат во голем број на држави, тоа би можело одма да се регистрира кога ќе се створат законски услови. Значи, тоа е готов препарат што одма може да се донесе. Во однос на препишувањето, во првата фаза, ние имавме и некој состанок и излеговме како Сдружение на токсиколози со некои ставови. Тоа би било со 2 подписа. Значи, еден подпис би било од соодветната област, стручњак, ако еве се работи конкретно за епилептични напади невролог, и вториот подпис дали би бил фармаколог или токсиколог, значи да се видат двете страни за да не се злоупотреби, па да идеме во друга крајност да се препишува повеќе него што треба. Китева? Швеѓаните одат 2 чекора понапред. И марихуана легализација и, како рековте, дури и другите... Швеѓаните одат 10 години поназад. Поназад? Значи, кога имавме ние епидемија со хероин, они нема ништо околу хероинот и околу субституцијските третмани беа во главном против, а сега почнуваат они да ги развиваат многу повеќе него до сега и велат зашто кај нас ова се случува 10 години отпосла или можеби сме 10 години напред. Во секој случај приказката на север и на југ не е иста. Ако кај нас се уште не е во порас, ама има стабилна бројка на лица кои употребуваат хероин, најголем број од младите употребуваат канабис, таа е преваленца највисока има канабисот и во Southeast Europe, не само во Македонија, па и во другите, во скандинавските земји амфетаминот е проблем за младите многу повеќе. Како и под кои услови? За легализација ме прашувате на марихуана во медицински цели. Видете, ако мене ме прашате лично, јас се залагам, и тоа и во мојата магистарска теза залагам за генерална легализација на сите наркотици и во медицински, во рекреативни цели. Значи, научно е докажано со истражувања дека го има сосема спротивниот ефект на она што противниците на легализација го збора дека ќе значи не доведува до зголемување, туку обратно до намалување на употребата на наркотици и како пример ќе ви го посочам на пример Португалија во 2000 година ги легализира за лична употреба, односно ги декриминализира сите наркотици после една сериозна хероинска епидемија. Денеска преваленцата што збори докторката на употреба на наркотици во Португалија е меѓу најниските во Европа и денеска немате дури ни конзервативните партии во Португалија не се против тоа. И само уште една реченица ако ми дозволите. Значи сумирано, еве знаете од која година 70 и која беше War on Drugs кога ја објави Никсон, ако не се лажам, трилиони долари се истурени, ефектите се никакви не постојат. Меѓутоа, од друга страна, дрога е многу сериозен бизнис за многу влијателни луѓе. Филип, 15 години си со канабис и тоа те држи во кондиција во битката со твојот тип на најлошата болест. Дали си убеден дека тоа влијае врз тебе или имаш и некој само имунолошки систем на бодрење? Како? Дали си убеден дека канабисот те одржува во оваа здравствена кондиција и покрај тоа што имаш
еве ќе си дозволам луксус, лош збор рак. Абе, принцип, канабисот на поише нивоа, не само здравствено у смисол дека ги убива канцерогените клетки, него уопште. Значи, ако мене ме прашате за како треба да биде легализација, секој дома да си сади сам. Мислам, како што нели сакаме Европа да бидеме, знам дека кажувам некои работи што еве гостите се смеат и дека се може малце по напредни или не знам како да ги кажам. Ама Значи, ако сите више се балкони, сите угледуваме на дворови канабис да ги Европа, претворим. ако више се угледуваме на Европа, Тоа би била правата тераса. ако више се угледуваме на Европа, во повеќето држави секој си сади сам. Значи така најубаво се... Јас сум само една реченица, извинете што ќе ви одземам, јас сум алергичен малку на онаа флускула, така прават на Еднаш запад, да да ме кај докажа. нас како е. Уште китева и завршуваме. Сакам да кажам, точно е дека ова е глобален проблем и Македонија не може изолирано и ни една земја изолирано во политиките на други не е добро да функционира. И точно е тоа дека во некои земји е декриминализација дозволено да се садат 6 стебла по лице, да се зима за лична употреба до 10 грама на неделно ниво или 40 грама. Значи, тука има регулација со количините, 40 грама на месецот или во оние клубови, комуни, каде што има од 15 до 45 члена, дека може многу поголеми количини заради членството. И тоа е повторно легализација, ама под некоја контрола и регулација. Тоа не е во многу земји, но сега почнува, заврши приказката на борба против дрогите, сега тргна приказката со декриминализација, медицинска легализација. Поштувани гледачи, топ тема отвори тема. Тоа е легализација на канабисот, таа е повеќе индицирана или повеќе наметната и од би рекол пиарот и ангажманот и на Филип кој беше вечерашен гостин, а и на една сериозна група, лоби група која во Македонија создава амбиент за легализација на канабисот во медицински цели. Ги чувте докторите, ги чувте адвокат, чувте психијатар, го чувте и Филип. На вас е да просудите. Ова не е емисија во која анкетираме јавно мислење, ова е емисија во која ги добивате податоците. Се надевам дека ако биде подготвена некоја законска основа за можна легализација, ќе отвориме темата во топ тема уште еднаш. Пријатна вечер, утре сте со Боби Христов.